Која е разликата помеѓу приодот на жителите на европските земји, не велам европејци, бидејќи и ние сме европејци, Ние нели? сме повеќе европејци. Така. И кога седнувате со некој од Македонија и му објаснувате платформата. Убаво прашање. И всушност тоа мене најмногу така ме разочарува. Македонците за жал во последните години како да престанаа да веруваат во успех и во подобра иднина. И кога на македонецот истиот бизнис му го презентираш, што го презентираш во Европа, Така. посебно во Европска унија, македонецот има 1,000,000 причини зашто не треба он, дека не му припаѓа, дека не е за него, дека не верува во успех. А додека луѓето од Европа, особено од Скандинавија, најразвиени овој нашиот бизнес се покажа во Естонија, Финска, Шведска и Данска. Кај високо развиените се. Меѓутоа, сега, во последните 2 години, ние го пробивме тој отпор, кој што беше многу сериозен, и сега Македонија се проби помеѓу тие земји што ги спомнав, плюс тука се и Италија, и Австрија, и Португалија, исто така добро земји, и Словенија, да не заборам. И сега Република Македонија е на второ место по успех во овој бизнес во свет. Но многу, тоа што сакам да го потенцирам, многу напор требаше, многу објаснување, еве сами ги спомнавте видеата на YouTube што ги правиме. Такви настани направивме преку 1000 за 10 години во Македонија. Значи, на вистина многу едукација вложивме и сега веќе конечно верувам дека и во Македонија, бидејќи пробивме и на високото второ место, во Таурон арената бевме први пред Германија и Португалија, прогласени официјално македонското знаме така, беше. Да. Ги имаше тие значи со многу труд интернет. и со многу напор ќе дојде и во Македонија луѓето да можат самите да си го вадат лебот, што викам јас на шала, самите да си го полнат амбарот, еве да се изразам пелагониски. Така.